Адамот потекнува од Индија каде расте многу високо, но кај нас се одгледува како декоративно собно растение. Има големи срцевидни листови и цвет во зелена боја кој излегува еднаш годишно. Карактеристично е што долните листови постепено изумираат, додека централно се развиваат еден по еден нови листови. Освен во домот може да го одгледувате и надвор ако има доволно светлина, без директна изложеност на сончеви зраци бидејќи листовите може да пожолтат. Може да го ставите и под сенка, но тогаш ќе му се издолжат лисните дршки и треба помалку да го залевате. Добро поднесува жештини и може да го чувате во простории со централно греење, но овозможете му доток на свеж воздух и редовно оросувајте го. Листовите често бришете ги со влажен сунгер. Ако во просторијата има задимен и сув воздух, листовите ќе почнат да се сушат по рабовите. Пресадувајте го на секои 2 години во поголема саксија и при тоа внимавајте да не го повредите коренот. Му одговара јака, пропустлива, плодна почва. Прихранувајте го на секои 15 дена во лето, а еднаш месечно во зима. Адамот бара доста вода и често залевање, особено ако е во просторија со централно греење. Во лето залевајте го на секои 2 дена, а во зима 2 пати седмично. Земјата треба да биде постојано влажна, но водата не смее да останува во подлошката бидејќи може да почне да трули коренот. Идеална температура во зима е 18 целзиусови степени. Внимавајте земјата и во овој период да биде умерено влажна и да не се исуши. Можно е да биде и во период на мирување, но на пролет пак ќе почнат да растат млади листови. Се размножува со резници и делење на изданоците. Резницата се отсекува со нож од матичното растение и се сади во што помала саксија. За да зажили треба температурата да биде од 20 до 23 целзиусови степени. Многу успешно се размножува и со семката која се формира во цветот. Познато е дека Адамот плаче, а тоа е всушност природен процес наречен гутација при кој се исфрла вишок од вода. Ова се случува кога залевањето е пречесто и во просторијата има преголема влага. Инаку, Адамовиот сок е многу отровен и може да предизвика алергиски реакции. Ако ви се допадна видеото, притиснете subscribe.